Например, има Нелсон Мандела денеска, го има на секој побитен рок концерт. Некако го експлоатираат тие страдњаци во него и он може да нив за некакви хубави пораки. И Хавел, да. Да, и Хавел, да. А па за него знаеме разни анекдоти, се возика на тротинет на тие огромните коридори на председателската палата. Значи некако се тие бесмртни водачи одеднаш станаа смртни луѓе. Или не знам, Салмон Ружди се оженил со манекенка, па го има нон-стоп по таблоиди. Такви комбинации можда нужни не се погрешни, затоа што на пример ако видиме овие Анджелина Джоли е као на Елена, па не знам Бред Пит е као Одисеј, па не знам оно е како и тие варијанти исто се некои матрици архаични, примордијални кај луѓето и можда не е само сирџиството, сакам да кажам, можда е некоја потреба за таков тип на препознавање културни. Тоа го сватија, извини. А тоа го една реченица само. Тоа го сватија тие луѓе и го применуваат. Да. И некои луѓе на таа шема се возат. Се склупуваат бракови, се планираат интервјуа, се дозирано се пуштаат информации. Еве нашето бебе ќе се роди тогаш и тогаш, такво име во тајни услови, Том Круз, Анджелина Джоли. Има луѓе кои што имаат доволно интелект да го сватат тоа и да го применуваат, а не се само од сферата на политиката. И веројатно затоа сега се случува еден пресврт. Никола, те сакаш извини. Не е проблем, ова е интересно. Мене ми се свигаат херои што не знаат дека се херои. Може би е тоа некоја баш димензија, поблиску до дефинирањето на херојот, бидејќи на вистина новиот век прилично невозможува прецизни да бидам. Има еден интересен еврејски мит за 36 праведници. Додуше бројката е се поместува. Ја знам верзијата за 36 праведници. Значи постојат 36 луѓе на планетата, меѓу луѓето, во кој секој момент некако во низ времето е концентрирана некаква правда. Некаква добрина, да речам, некаков баланс на космички дури ке речам. Штом еден ке почина, се надополнува со некој друг. Но никој од нив не знае. Тоа е баш некој универзален тас, ваг. Никој не знае дека е праведник, ниту уште помалку па ги знае другите 35-торица. Така што тоа е еден од убавите, да речам, некој кројач, некој не знам, било кој, некој работник што е посветен на правење, не знам, вино, на правење торта, возач во автобус. Мислам, има такви, како кажам, димензии и длабочини понекогаш во некои обични луѓе што сте стварно фрапирани. И обратно, во некакви си као херои или селебритија, гледате таков пилјарски ум, таков простачки, толку површен, ова што вели Филип, калкулантски. Ка напра моа, да просто животот го сведува некоја најмизерна математика, Медиа планинг. Да, но таа вродова со плод, скапо се наплаќа. Тие се многу богати поради применувањето токму на тој пристап, бидејќи веројатно веќе е дефинирано и се знае каков ќе биде одговорот. Вие погледате ги на YouTube, побарајте ги по имиња познатите, ќе видите колку пати се гледани нивните видеа. Значи, и од другата страна има одговор, барање, потреба. И тоа е една симбиоза која што дава очекуван резултат. Може да се испланира со голема прецизност. Сега сакам да посветиме малце внимание на таа другата страна, на потребата на луѓето, на публиката од херои. Но пред тоа само една мала што направија медиумите. Варијан Фрај, ако не беше снимен овој филм, ја не знам дали ќе знаевме за човекот, барем јас, лично. Тој не направи од тоа некаква, не се само себе промовираше за да нешто направи од тоа. Признанијата дојдоа многу години подосна, човекот си починал во старост, негде анонимно, но тоа е тоа што велат славните ги прават вестите, но хероите ја прават историјата и тоа е исто така битен момент. Јасно ти да не сакаш нешто да... Во врска со ова, тоа е стварно интересно. Има еден шпански мистик од 16 век, Аноним, и он има еден стих, која ме подсети преска кога збореше за ова некој кројач што ќе направи. И он вика, немој да кажеш дека е тивко, кажи дека ја ништо немам слушнато. Тоа значи дека од кај знаеш ти денеска твојата комшика како фетички гест направила? Можда баш херојски спасила брак на сестри со тоа што себе се представила како идиот, на пример, не знам. Такви етички гестови не ги знаеш. И мислам во врска со ова со медиумите, се ми текна ако таблоидите се некоја варијанта на реклама на луѓе, не на производи, него на луѓе, тоаш зашто да не ја немам ништо против тоа. Он ќе ти каже пи апи кола, немој да пиеш кока-кола, на пример, а некој таму што бара лек за рак, не знам, нема да троши време на тие безсмислени потрошувачки компулзивни избори, да се
да губи време, туку ќе земе да работи на тој лек, вика колјане, на таков принцип. Па можда колку одзимаат тие медиуми, толку може да и додаваат некаква друга смисла